Утро во полицијата апсеше и прави претреси на повеќе локации во Скопје, Куманово и Тетово. Под сомненија за злоупотреба на службена положба и овластување, полицијата приведе поранешни директори во Агенцијата за стокови резерви, еден заменик министер и едно вешто лице. Тие се осомничени дека во текот на 2021-2022 година со неизвршување на својата службена должност направиле отпис на 1.500.000 килограми меркантилна пченица и 500.000 килограми јачмен од државните стокови резерви, со што причиниле штета на буџетот од околу 780.000 евра. Уапсени се, како што дознаваме, Реси Абдурхами, поранешен директор на Агенцијата за стокови резерви и двајца раководители во истата агенција, Ниметула Рамадани и Тони Кантурски. Меѓу апсените и поранешниот заменик министер Трајан Димковски, како и вештото лице Миле Пешевски. На второто рочиште од судењето за трагедијата во кочанската дискотека Пулс, одбраната уште на почетокот остро го нападна обвинителството, тврдејќи дека доказната документација е хаотична и го отежнува правото на одбрана. Еден од бранителите посочи дека дел од материјалите што одбраната ги добила во електронска форма буквално биле превртени наопаку и не можеле да се ротираат, што ја правило нивната употреба речиси невозможна. Дополнително доказите не биле нумерирани ниту јасно именувани. Други бранители реагираа дека нивните клиенти не го добиле интегрираното обвинение и не можат да се изјаснат за вина, а тие да дадат одбрана. Судот ги нотираше приговорите, а во продолжение на рочиштето се очекува обвинетите формално да се изјаснат за вината. Одбраната пак веќе најавува дека ќе продолжи да инсистира на средување на материјалите и на проширување на доказната постапка со нови сведоци, аргументирајќи дека само така може да се обезбеди фер процес во еден од најчувствителните случаи што се води пред македонските судови. Судијката Дијана Груевска-Илиевска на крајот го отповика рочиштето кое беше закажано за утре и следното го закажа на 2 декември. Инаку, за катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс обвинети се 34 физички и 3 правни лица. Повеќето од македонските села се запустени, снемуваат или веќе немаат население. Мора да се превземе нешто за да се смени тој неповолен тренд. Проблемот е присутен и во Европа, но таму има и примери како се справуваат со тоа. Најнов е од Грција, каде што за живење на остров се нуди куќа, земјиште и по 500 евра месечно. Италија пак дава куќи за 1 евро на доселеници во некои региони, а Шпанија нуди субвенции на млади за населување во запустени места. Во Македонија има околу 200 села со помалку од 100 жители, а многу од нив имаат само по неколку старци. Загрижувачко е што се празнати и помалите градови од сите што не се иселуваат во странство, сакаат да живеат во Скопје. Македонија е земјоделска и сточарска земја, а оваа важна економска гранка не може да се развива во Скопје на бетонот. Државата мора да има конкретен и цеопфатен план за заживување на селата. Клучно е да се обезбеди и квалитетна инфраструктура. Факт е дека во минатото државата нудила различни субвенции, но за да успее во ова мора да се гледа како проект со функционален долгогодишен план, системска поддршка, а не само кампањски маркетинг мерки. Мерката за самовработување бележи рекорден интерес со повеќе од 6000 поднесени апликации, што е доказ дека граѓаните имаат желба, знаење и самодоверба да изградат сопствен бизнис. Ова го кажа денеска премиерот Христијан Мицковски по доделувањето на решенија за самовработување како дел од оперативниот план за вработување. До сега се издадени 2916 ваучери за изработка на бизнис план, а оценети се 2681 апликација, од кои 1140 се на млади до 29 години, 912 на лица над 29 и 629 на правни субјекти регистрирани како ДОО. Во тек е процесот за 2545 нови договори за грант, пошто следува дводневната обука за предприемачките вештини. Премиерот истакна дека финансиската поддршка годинава е зголемена и изнесува 7000 евра за лица над 29 години или 14.000 евра за здружување во ДОО. За млади до 29 години таа изнесува 10.000 евра или 20.000 евра ако се здружат во ДОО.
Овие средства значат нови работилници, IT стартапи и мали производствени бизниси, рече Мицкоски. Мерката за самовработување е дел од оперативниот план за 2025 година, вреден 40 милиони евра. Децата низ игра треба да растат и да го спознаваат светот, но за жал дел од малолетниците во Македонија се почесто стануваат насилни, а некои дури и се навлезени во криминално-агресивниот свет. Фрапира последниот случај од вчера кога полицијата уапси 16-годишник од Охрид поради сомнение дека силувал 12-годишно девојче, а друг малолетник го снимал насилниот чин. И тука не завршува се. Со видеоматеријалот дошол друг 14-годишник од Охрид и го уценувал девојчето. Каде грешат родителите на овие деца? Каде греши општеството, односно институциите? На ова мора брзо да се бара одговорот, оти вакви случаи не се ретки и има се повеќе невини жртви, кои страдаат од невоспитани насилни деца. На 23 ноември во полицискиот билтен стоеше дека мајка пријавила дека малолетник извршил облјуба врз незината малолетна ќерка. Ден пред тоа во Драчево основец во училиште бил претепан од негов соученик. Има уште многу случаи за набројување, но време е да се набројуваат превземените соодветни мерки, тоа да не се случува. До крајот на годината обврска на сите приватни компании е да исплатат регрес за годишен одмор на своите вработени. Законскиот минимум за оваа година е 18.141 денар. Согласно законот, минималната сума за исплата на регрес за годишен одмор се утврдува на 40% од просечната тримесечна исплатена плата. Компаниите може да утврдат и повисок износ на регрес за годишен одмор, но и понизок доколку имаат потешкоти во работењето, односно се во загуба, под услов на тоа да се согласи синдикатот во компанијата. Оваа година К15 во јавниот сектор регресот е утврден на сума од 12.372 денари. Од вечерва доаѓаат нови обилни дождови во Македонија. Меѓу 30 и 70 литри воден талок ќе падне во различни региони на државата. На повисоките планини ќе наврне снег, ќе дуваат и посилни ветрови. Сепак дневните температури ќе бидат нешто повисоки од просекот за овој период и ќе се искачуваат до 14-тиот степен. И во Скопје ќе врне, а температурите преку денот ќе бидат околу 10-тиот степен. Ваквото време ќе трае неколку дена. Косово е во сериозна институционална криза, слична на Бугарија од минатата година, кога за кратко време организираа неколку парламентарни избори без можност да се избере влада. 9 месеци по редовните избори, Косово за 28 декември закажа нови. Премиерот Албин Курти не успеа да обезбеди парламентарно мнозинство и покрај тоа што неговата партија освои 42% од гласовите. Без влада, без парламент, без донесен буџет, Косово е пред финансиски колапс. Србија има уште 4 дена до целосно затворање на рафинеријата доколку САД не ја одобрат лиценцата за работа на нафтената индустрија на Србија. Ова го кажа претседателот Александар Вучиќ, додавајќи дека рафинеријата работи тивко и се уште не е затворена. На 18 ноември НИС побара посебна лиценца од САД за работа додека траат преговорите за промена на сопственичката структура, што беше иницирана по наметнатите санкции од страна на Вашингтон. Ни остануваат денес и утре за да ја добиеме лиценцата. Се соочуваме со големи проблеми без наша вина, истакна српскиот претседател. Санкциите на САД врз НИС стапија на сила на 9 октомври во обид на Вашингтон да ја спречи Русија да ги користи приходите од енергија за војната во Украина. За подсетување, во 2008 година српската влада продаде 51% удел во НИС на руската државна компанија Газпром нефт. Полскиот претседател Карол Навроцки се спротистави на процесот на централизација на Европската Унија. Тој се залага и за укинување на функцијата претседател на Европскиот совет, но и за промени во системот на гласање. Според Навроцки, процесот на централизација би ги лишил земјите членки од суверенитет и би ги ослабнал демократските системи. Тој се залага за враќање на претседателството со Европската Унија на раководителот на извршната власт на земјата членка, што моментално претседава во Советот на ЕУ. Вашингтон се обидува да протурка мировен договор за ставање крај на војната во Украина.
Во Абу Даби доцна синоќа американски представник имал разговори со шефот на украинската воена разузнавачка служба и со руска делегација. Разговорите ќе продолжат. Првичниот план на Трамп е сменет откако делегации на САД и Украина имаа средби. Новиот мировен предлог од 19 точки е поповолен за Киев. Портпаролката на Белата куќа Каролин Ливит истакна дека мора да се осигураат дека сите овие точки се договорени со Украина и потоа мора да се осигураат дека Русија се согласуваат со нив. Институтот за воздухопловство на Венецуела ги извести меѓународните авиокомпании дека мора да ги продолжат летовите до земјата во рок од 48 часа или ризикуваат да изгубат дозволата за летање. Неколку меѓународни авиокомпании ги откажаа своите летови од Венецуела откако Федералната администрација за воздухопловство на САД ги предупреди за потенцијално опасна ситуација при летање над земјата. Минатата година 83.000 жени и девојки биле убиени низ целиот свет. Од тој број 60% беа убиени од партнер или член на семејството. Значи околу 50.000 жени беа убиени од некој близок до нив, или 137 дневно или една на секои 10 минути, објавија вчера Обединетите нации, жалејки се за недостатокот на вистински напредок во борбата против фемицидот. Најголем број жртви на фемицид од интимен партнер е регистриран во Африка, околу 22.000. Вулкан во Етиопија, кој долго време беше во мирување, еруптираше за прв пат по 12.000 години. Ерупцијата исфрлила пепел и чад над Етиопија и преку Црвеното море до Арапскиот полуостров. Прекинати се сите авионски летови во тој регион. Нема извештаи за жртви или повредени.